А меѓу тие стихови, беше еден кој што Трајче кажа дека му е еден од најубавите. И јас би сакал да го почнам ова вечерашно моје излагање баш со тој стих. Ова е еден своевиден продолжеток на минатата тема од први псалм, ако се сеќавате. Што се кажуваше во првиот псалм? Кој е блажен, кој е среќен човек? Оној кој што не оди по патот на нечестните, оној кој што не стои со грешниците и не седи со подсмевачите. А овде вели во 8 стих од Исус Навин, дали забележавте што вели? Само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во потфатите. Кога? 8 стих, што вели од почетокот? Книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста. Размислувај за него дење и ноќе, за да пазиш верно се што е напишано во него. И само тогаш, вели, ќе бидеш навистина среќен. А што велеше првиот псалм? Ајде да се навратиме пак, малко да се подсетиме, иако јас малку веќе на памет цитирав. Значи, откако ќе каже псалмистот Давид како не треба да одиме, како човек може да биде среќен доколку не прави нешта, некои нешта, во вториот стих вели, туку тој истиот човек е блажен, затоа што волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќ. Ја гледате сличноста, односно скоро идентично. Среќата, вистинската среќа, ако сакате да бидете вистински среќни, тоа беше ако ја творите Божјата волја, ако го почитувате неговиот закон и сето оно што тој ни го заповеда. Тогаш ќе бидеме како дрво засадено покрај водени потоци, што донесува плод во секое време, неговите лисија никогаш не венеат, се што прави во се успева таквиот човек. Еве, повторно, значи, ќе успееш во сите своји потфати, како што Господ го охрабрува Исус Навин пред самиот влез во Ханан. И навистина, само таму е среќата, само таму е успехот, вистинскиот успех. Кога зборуваме за вистински успех, само во Господа. Проучувајќи го минатиот пат првиот псалм, го спомнавме и Енох, како човек кој што навистина живеел богоугоден живот, и јас вечера баш би сакал малку повеќе да се осврнам на неговиот живот. И да видиме неколку карактеристики што го карактеризираат него како човек кој што се издвојува од поколението во кое што тој живеел, тоа предпотопно поколение. По што? По тоа што бил земен жив на небото. Да отвориме во 5 глава Битие, каде што е првиот опис за него, значи кажавме, минатиот пат нема многу кажано за Енох, меѓутоа во овие неколку зборови се е кажано. Ке видиме и некој стих плюс, што не го разгледавме минатиот пат, каде што исто така ќе забележиме некои битни карактеристики негови. Значи, првите стихови се во Битие 5 глава, 21 до 24. Тие ги читавме минатиот пат. Кои гласат вака: кога на Енох му беа 65 години, му се роди Матусал. Енох одеше со Бога. По Матусаловото раѓање, Енох живееше 300 години и му се роди уште синови и ќерки. Енох поживеа вкупно 365 години. Енох одеше со Бога. Потоа исчезна, Бог го зеде. И Елен Вајт овде обрнува внимание исто на еден доста битен момент, дека откако му се родил синот, Енох навистина стапил во една посебна заедница со Господа. Ја сватил тој однос татко-син. Оно што навистина е исто така убаво да се доживее, за да навистина се свати и оној наш однос, односно односот на нашиот небесен Отец. Како и да е, Енох одеше со Бога. Минатиот пат видовме од прилика што е тоа, ова вечер ќе додадеме некои нешта. Тоа е она што го гледаме од Битие 5 глава. Да отвориме сега во Евреите 11 глава. Послание до Евреите 11 глава, 5 и 6 стих, каде што се вели вака. Значи, на Евреите 11 глава, 5 и 6 стих. Преку вера Енох беше пренесен
или преселен, вели во другиот превод, што посебно повеќе ми се допаѓа мене. Преку вера Енох беше преселен така да не ја види смртта. Значи беше жив земен. И веќе не се најде зашто Бог го зеде, зашто пред неговото земање тој доби сведоштво дека му угоди на Бога. Втора карактеристика. Енох му угоди на Бога. И тоа 300 години, минатиот пат видовме, 300 години неговата вера постојано јакнела. Нешто што е незамисливо, наистина. Ние кога би јакнеле 300 дена поред, тоа би било наистина успех. А 300 години, тоа е неверојатно долг период, незамислив за нас, затоа што ние имаме многу краток век на живење. И не само што му угоди на Бога, туку вели преку вера беше земен, и 6 стих додава, вели, без вера не можете да му угодите на Бога. Енох беше верен. Енох одеше со Бога, Енох му угоди на Бога, Енох му беше верен на Бога. И онаа четврта карактеристика, која што е битна, ја наоѓаме во посланието Јудино. Една глава е, знаеме таму, и ги читаме 14 и 15 стих. Јудино послание веднаш пред римјаните во Константинов, не знам како е во другиот. Едно ситно мало послание од една глава, 14 и 15 стих, се кажува еден исто битна карактеристика за Енох. А и за овие пророкуваше Енох, седмиот по Адама, велејќи, ете Господ дојде со 10 илјадници своји свети, за да им суди на сите и за да ги изобличи сите безбожници за сите нивни безбожни дела, што безбожно ги направиле, и за сите навредливи зборови што безбожните грешници ги изговориле против него. Што правил Енох? Енох пророкуваше. Енох беше пророк. Минатиот пат читавме еден цитат од Елен Вајт, се сеќавате. И Енох пророкуваше за судот. Енох пророкуваше за Христовото доаѓање. Не само за доаѓањето на потопот, за кое што првенство веројатно мислел, меѓутоа овде кога се вели дека ете Господ доаѓа со 10.000 своји свети, мисли на Христовото второ доаѓање. Енох беше пророк. Ќе читаме подоцна цитат кај што Господ му го покажал дури и второто Христово доаѓање, и тоа како ќе завршат злите. Чи Енох пророкуваше, Енох имаше дар на пророштво. Значи да повториме, Енох одеше со Бога, Енох му угоди на Бога, Енох му беше верен на Бога и Енох имаше дар на пророштво. И само да се посетиме на оној цитат од Патриарси и пророци. На 89-та страна, тоа е оригинална. 89 или 71 од македонското издание. Карактерот на побожноста на овој пророк, ја прикажува состојбата на светоста што мора да ја досегнат оние кои при повторното Христово доаѓање ќе бидат откупени од земјата, односно ќе бидат живи земјани. Алудирајќи на Откровение 14.3. Еве зашто е интересен и битен Енох за проучување. Затоа што ние треба да живееме како Енох. Ако веруваме дека сме таа генерација и не само тие што живе ќе бидат земјани од земјата, туку и сите оние кои што сакаат и се надеваат да го наследат Божјето царство. Минатиот пат кажавме како треба да се оди, што значи од прилика да се оди со Бога, но еве сега малку во поинаков контекст. Енох одеше со Бога. Да отвориме Амос 3.3, познат стих. Често пати се цитира, се кажува во предавања за млади, за склопување брак и така натаму и така натаму. Амос е извореден еден стих, значи 3.3, кој што е многу јасен, мислам. Одат ли двајца заедно ако не се договорат? Што значи ова? Значи, дека треба да има едно умие меѓу двајцата, значи едно разбирање, еден договор.
како сакаме да одиме еднакво со Бога, да речеме, ако не се разбереме со Него, односно ако не ја твориме Неговата волја, ако не дознаеме што е Негова волја и да ја твориме Неговата волја. Не можеме да одиме. Значи, прво е битен оној договор. Одат ли двајца заедно ако не се договорат? Значи, треба да ти е мил тој живот, треба да го сакаш таквиот живот. Во ред, може би никој од нас не го сакал, меѓутоа Господ делува врз нас ако ние му дозволиме. Дори ако не сакаш, Господ е оној кој што действува, ако се сеќавате на едно од минатите предавања, за да сакате и да постапувате по Неговата волја. Не со сила, нормално. Има своји методи за да едноставно ја разбуди таа љубов во вас. И сега ќе читаме неколку стиха кои што на некој начин одењето со Бога секогаш го ставаат во контекст со држање на Божиот закон. Веќе тоа го видовме во вториот стих од првиот псалм, но еве да прочитаме неколку други стихови. Второ Законие, 10 глава. 12 и 13, 5 Мојсиева, 10 глава, 12 и 13. И така, Израеле, што баре Господ твојот Бог од тебе? Ова нешто ме подсетува тамо на Малахија, мислам имаше еден сличен стих. Само тоа, да се боиш од Господа, внимавајте сега што е синоним на тоа, на држање на заповед, на одење со Бога. Да се боиш од Господа својот Бог, да одиш по сите Негови патишта, да го љубиш и да му служиш на Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа, ова го наоѓаме во Новиот Завет, да ги пазиш Господовите заповеди и Неговите закони, што ти ги дава денес за твое добро. Значи, да одиш по Неговите патишта, да му служиш, да го љубиш, да се боиш од Бога, да ги држиш Неговите заповеди. Тоа е одењето со Бога. Го забележавме оној дел кој што ми е битен, држењето на Божите заповеди. Второ Законие 13.4, значи малку понапред, 2 глави, односно 3 глави, 13 глава, 4 стих, 5 Мојсиева исто. Одете само по Господа својот Бог, бојте се од Него, вршете ги Неговите заповеди, слушате го Неговиот глас, служете му, прилепете се кон Него. Многу сличен стих на претходниот. И повторно, држите ги Божите заповеди. Тоа е одењето со Бога. Псалм 78. 78 псалм, 10 стих. Не го додржаа заветот со Бога и не сакаа да одат според Неговиот закон. Интересен термин. Да одат според Неговиот закон. Или да го држат Божиот закон. Тоа е одењето со Бога. 119 псалм, 1 стих. Блажен или среќен? Среќни се оние чии што пат е непорочен, кои одат според Господовиот закон. Имаме и во Новиот Завет, 1 Јованово послание, 2 глава, познати стихови. 1 Јованово послание, 2 глава, од 3 до 6 ке читаме. 1 Јованово, 2 глава, 3 до 6. И по тоа знаеме дека сме Господови, односно и по тоа знаеме дека сме го познале, ако ги пазиме Неговите заповеди. Кој вели го познав, а не ги пази Неговите заповеди, лажеци и вистината не е во него. А кој го пази Неговото Слово, во него навистина љубовта кон Бога стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во него. Кој вели дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. И повторно во контекст го имаме пазењето на законот, држањето на Божите заповеди. Одењето со него значи држање на Неговиот закон. Енох секако дека живеел живот 300 години еднакво одејки со Бога, држајќи го Неговиот закон, творејќи ја Божјата волја. Уживал, тоа е обратен човек кој што ужива да размислува за законот, да размислува за тоа што му е мило на Господа, да му угоди на Господа. Еве сега се префрламе на тоа, на втората карактеристика, тој му угодил на Бога. Ова е синоним на некој начин со одењето со Бога. 1 Јованово, 3 глава, сега сме тука, значи, малку по-напред, 3 глава, 22.
И што и да го замолиме, примаме од Него, зашто ги пазиме Неговите заповеди и правиме што му е благоугодно на Него. Како му угодуваме на Господа, држејќи го Неговиот закон. Така Енох му угодуваше. Тоа всушност беше Христовиот живот. Енох го живееше Христовиот живот. Еве како живееше Христос. Јован 8 глава 29 стих. Јован 8:29. Оној кој ме пратие со мене, не ме остави сам, зашто секогаш го вршам она што му е угодно. Како што Христос му угодуваше на Бога, тоа беше неговиот живот овде на земјата, тоа го правеше и Енох. Да, тоа е клучот на успехот, тоа е она што треба да го живее последната генерација. Веќе го прочитавме цитатот. Ќе го докажеме тоа и библиски. Тоа е и целта на ова што го зборуваме. Темата некога насловив, еве, нека се вика како Енох, и точки. Да, навистина, како Енох треба да бидеме и треба да живееме. Што ни вели Павле во 8 глава, кога зборуваме за угодувањето на Бога, во 8 глава, Римјаните, 7 и 8 стих. Зошто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Оние кои се во телото не можат да му угодат на Бога. Затоа што не можат да го држат законот и не можат да му угодат на Бога. Што значи дека ако сакаме да му угодиме на Господа, треба наново да се родиме. Да живееме еден нов живот. Или ако читаме во Галатјаните, таму пред плодовите на духот, плодот на духот, се наредени еден куп беззаконија. Сето тоа е резултат на кршење на законот. Сето тоа е живот на еден кој што не го почитува Божиот закон и на тој начин не може да му се угоди на Господа. Значи, видовме дека одењето со Бога и угодувањето на Бога се синоними, сличности. Спомнавме трета карактеристика дека Енох имаше вера во Бога. На тој начин му угоди. На тој начин и преку вера беше земен, преселен. Само да се подсетиме накратко на познатиот стих, Евреите 11.1, што беше верата? Евреите 11.1. А верата е тврда увереност во она на кое се надеваме и убедување за нешто што не се гледаат. И сега е моментно да се посетиме на еден цитат што и минатиот пат го прочитав. Веле неговото поколението во кое што Енох живеел, го сметувал за луд, оној кој што не се трудел да собира злато и сребро, ниту да стекне имот на овој свет. Но срцето на Енох, колку и да го сметале за луд, се стремело кон вечното и непропадливото богатство. Неговиот поглед бил насочен кон небесниот град. Го гледал небесниот град. Жив во визија, нели? Тврда увереност во она што не се гледа. И денеска навистина ќе направат и нас луди. Еве, сведочете му на некој православен, кој што ќе ви каже Христос воскресе на Велик ден. Таму некои си 2, 3, 40 дена, не знам колку. И сето тоа, меѓутоа, не само за воскресение, ако му зборувате за нов живот, за ново небо, нова земја, небесен Ерусалим, не знам, негде кај што вечно се живее, ќе ви се исмее. Не верува. Затоа што самото тоа покажува дека гледа земски, гледа на оно што е земско, гледа ниско, гледа надоле, едно гледал нагоре, кон небесните вредности, кон оно што не се гледа. Не може да нема вера, а да гледа нагоре и да се надева на тоа што е горе. Тој го гледал царот во сета негова красота и слава, како седи среде Сион. Неговите мисли, неговите разговори, неговото срце, сето тоа било насочено кон небото. Енох имал вера. Без вера не можел да му угоди, без вера не можел да го држи законот, без вера не можел еднакво да оди 300 години со Бога. И оно што е битно исто, што не случайно го спомнавме, имал дар на пророштво. Господ му покажал многу во визија. Еве да читаме.
Преку светите ангели Бог на Еноха му ја открил својата намера да го уништи светот со потоп. Значи, она прво уништување што следело, непосредно после тоа, а исто така му го открил уште појасно и поцелосно планот на откупувањето. Видите што се му открил Господ на Еноха. Се му открил. Оно што е најбитното. Со духот на пророштвото бил пренесен во поколенијата на иднината кои требало да живеат по потопот и покажани му се големите настани во врска со второто Христово доаѓање и со крајот на светот. Колку му било покажано на Енох. Човек кој што живеал уште пред потопот, го видел и потопот, и животот после потопот, и Христовото доаѓање, и прво и второ. Крстот го видел. Енох имал дар на пророштво. Преку вели духот на пророштвото бил пренесен во поколенијата далеко после потопот. И дори во наши времења, и после наши времења, до второто Христово доаѓање. Да, и се вели дека им проповедал на луѓето за Божјата љубов, но и бестрашно го укорувал гревот. Сето тоа било, значи, на него мисија, овде на земјата, значи, не живеел само така, 300 години. Туку ја ширел веста во свое време, среде едно покварено поколение. И наистина сега кога ги имаме сите овие, кои ќе ги сублимираме, значи, одел со Бога, значи, го држал законот. Му угодил на Бога, повторно, го држал законот, бил послушен на Бога. Имал вера и имал дар на пророштво, или го имал духот на пророштвото. И кога прочитавме и кажавме дека последната генерација, ние, кои што живееме денеска, треба да бидеме како Енох. И ако читаме, да се подсетиме на оние многу познати стихови, значи секој адвентист овие стихови ги знае. Ако ги читаме кои? Откровение 14 кој? Описот на остатокот. 14-12, точно. Што вели стихот? Тука е трпението на светите кои ги пазат Божите заповеди и имаат верата во Христа. Или Христовата вера, како сакате. Имаат вера во Христа, одат со Бога, му угодуваат на Бога. И Откровение 12, кој? 17. 12-17. Последниот стих всушност од 12. Значи смело се разгневи на жената и отиде да војува против другите од незиното семе, против оние кои ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво, кое што пак е што? Според Откровение 19.10, духот на пророштвото. Остатокот, последната генерација, времето во кое што ние живееме, веруваме, е народот кој што го држи Божиот закон, значи оди со Бога, му угодува на Бога, има вера и има дух на пророштво. Да, го има духот на пророштво. Затоа реков дека треба да бидеме како Енох, треба да живееме како Енох. Ние сме таа генерација, генерацијата на Енох, можеме да кажем. Нека Господ ни помогне, барем оние години кои што се пред нас, да одиме еднакво со Бога и да му угодиме на Бога, ако тоа до сега не било случај. Енох издржал 300 години, издржал под наводници, мислам, уживал во тоа. Тоа е нановородена личност, која што ужива и во законот, и во отворењето на Божјата волја. 300 години. И Господа не му преостанало ништо, освен да го земи и да го пресили таму горе. Јас верувам дека ние со Божја помош и само со Божја помош ќе можеме да имаме еден среќен, еден исполнет живот, а тоа е само ако му бидеме вистински послушни, ако му угодуваме, ако ја отвориме неговата волја, и не само што ќе не биде квалитетен и овој живот, туку и можеме со право да се надеваме на вечниот живот. И да се видиме еден ден со Еноха. И може би ќе ни биде тоа заедничко, што и ние нема да доживееме смрт, да видиме смрт. Ја верувам во тоа. Ако Господ има друг план, тоа е друго. Ако може би треба да содействуваат некои нешто во мојот живот, за моје добро, да ме упокои пред Христовото дање, за моје добро, значи за моје спасение,
Тоа е друго. Меѓутоа, јас се надевам дека сите ние не сме многу престарени сите овде што сме, дури вклучувајќи мајката на Јани, не е ни она многу стара, а верувам дека Христовото дајање е близу и дека ни даде Господ само вера и издржливост како Еноховата вера, како верата на Христос и да бидеме на крајот заедно со Христа во сета вечност. Амин.